Денешен гостин е режисерот Илија Икокаров, кој што го режираше документарниот филм за Бигорскиот манастир 1000 години светлина. Добре дојдовте во студиото на МИА. Благодарам за поканата и добро ве најдов. На 15 април ќе се одржи премиерата на документарниот филм за Бигорскиот манастир 1000 години сведок на светлината, кој што не само го одбележува големиот јубилеј на манастирот, туку и го доловува духовниот монашки континуитет низ вековите. Колку време траеше снимањето на филмот? Филмот се работеше цели 5 години, без малку 5 години до премиерата како го почнавме. Се разбира, тоа не беше интензивен процес на снимање, тука пандемијата си го направи своето и сите оние ковид протоколи кои што го прекинаа снимањето, но никогаш не успеа да стават никаква запирка, камоли па точка во поривот на авторите за да го реализираат ова дело, зашто сум им особено благодарен, затоа што без тие луѓе кои што пристапија во првите борбени редови на продукцијата, Бранко Блажевски, Илија Жоговски, Благој Веселинов, Горан Костадинов, просто ако пропуштам некој тука во оваа прилика, и успеавме да изводиме продукцијската битка и да го затвориме филмот. Еве сега без малку ситно бројме, ќе се случи и премиерата. Во контекст на премиерата, знаете, кога режирате едно вакво дело, секогаш има одреден тип на предизвици, па дури ако кажам искушенија, нема да сгрешам. Едно од поголемите искушенија кои што успеавме да го надминеме на продукцијско ниво заедно со бигорци беше баш премиерата која што следува на 15 април, покрај ковид протоколите, кои што се уште нели ги има во одредена мерка кај нас. Следниот, да речам, проблем, што воопшто не е проблем, во принцип е една голема прекраснотија, дедо Партени, бигорскиот старец, има над 3000 духовни чеда. И кога дојде дел до тоа да почнеме да ги правиме списоците, кој ќе дојде, како ќе дојде и слично, сфативме дека едноставно ние немаме како да одговориме на есенцијална духовна потреба на оние сите луѓе со кои што поминавме 5 торжествени великдени, 5 торжествени Божиќа и останатите празници измеѓу да не ги набројувам. Кон тоа, во оваа прилика сакам не да им се извинам, него сакам да објавам и да обелоденам дека ние едногласно најдовме компромис, тоа е ќе се откажеме од фестивалскиот потенцијал на филмот, заради тоа што кога ќе го објавите јавно веќе по социјалните мрежи, едноставно големите фестивали не им ги исполнувате критериумите за тоа што е филмот веќе пуштен. Така да кон тоа ми е особено драго што така сите едногласно одлучивме, па на крајот на денот овој филм беше за луѓето, а не беше за фестивалите. И на 15 април во 20 часот сите ќе имаат можност да го погледнат на македонската радиотелевизија, ќе оди паралелно филмот и исто така на YouTube и ќе биде споделен на официјалните Facebook страници на филмот и на Бигорскиот манастир. Можете ли да ни кажете од каде се роди идејата за снимање на овој документарен филм? Тоа е еден дел од приказната која што е приказна сама за себе. Секогаш присно ќе се сеќавам на моментот кога се отвори вратата од гостинската соба во манастирот Рајчица и влезе едно типче од не повеќе од 40 кила. Рече, ти си Икокаров? Реков, да, јас сум Икокаров, а инаку колку да се знае, јас претходно веќе интензивно го посетував Бигорскиот манастир, спроведувајќи програмата, кинолошката програма на Македонското овчарско куќе, Караман, клубот на кој што сум председател, и бевме случајно отидено со отец Порфири да ги провериме рајчичките карамани. И искрен да бидам,
кога ми се обрати односниот лик, повеќе мислев дека му требам нешто физички да му помогнам. Така, во тренерки полежарно облечен, ми рече, следи прослава на илјаделетието, милениумската прослава на Бигорскиот манастир. Заинтересирани сме, сакаме повеќе автори како некоја неофицијална апликација да достават до нас, да видиме кој ние би сметале дека е најсоодветен, да би пристапил на оваа проблематика и да ја реши ние да би добиле филм. И така, тој човек од 40 кила со една реченица успеа да ми стави товар на плеки што тежеше цели 1000 години. Товар несомнено кој што помогна доста луѓе, сите ќе ги прочитате на одјавната шпица, да биде достојно износен до крај, едноставно е едно од најубавите чувства кои што јас лично ги имам доживеано во животот. Во рецензијата на филмот се вели дека е автентичен, вистинит, во неговата страша љубовта. Каква порака праќа овој филм? Да, многу интересно и многу точно срочено. За пораката на филмот нема да говорам, затоа што тоа би подразбирало да го раскажам филмот, така да тоа ќе остане една мала енигма која што ќе ми оставиме на гледачите да ја откријат. А јас само би ви одговорил вака. На секои 1000 години во Бигорскиот манастир процутува по еден цвет кој што сведочи за една друга убавина, не од овој свет. Тоа е токму оној петиот елемент кој им дава смисла и потекло на сите оние познати 4 елементи. Тоа е она убавина која што многу просветлени и филозофски освестени луѓе ја сместиле во центарот како есенција на мудроста. И овој филм е токму за таа убавина што веќе еднаш го спаси светот. Значи интересно за гледачите уште повеќе да сакаат да го погледнат филмот. Па се надевам, затоа ќе мора оните да кажат. А можете ли подетално да ни опишете како се одвиваше снимањето? Сигурно го живеевте на некој начин животот на монасите. Дали вашата екипа на одредено време исто така можеби и тој начин на живот го живееше? Вака манастирот има свое неотповикливо срцебиење. Има свој неотповикливо темпо кое што се повторува уште од почетокот на времињата. Тоа е тој светогорски типик што кај нас епископ Партени го носи и го возобновува во далечната 1995 година, пречекорувајќи го прагот на Бигорскиот манастир. Не е лесно ниту да се зборува, ниту да се снимаат на филм монасите, а камоли па, например, еден монах како што е отец Партени, кој што скоро, без малку 30 години, битисува христообразно во истата соба во која што се има вселено како 24 годишно момче кога пристигнува во манастирот. Во однос на темпото на манастирот, сите го живеат истото темпо. Во 4:30 стануваат, почиња утринската молитва, нормално, и ние кога сме таму, пристапуваме со големо задоволство. И понатаму мислам дека би било излишно да говорам, затоа што Бигорскиот манастир од отворен тип, така што сите можат да го посетат, сите можат да отидат и да го запознаат дедо Партени, можат да зборуваат и со другите монаси. Отворените манастирите од отворен тип во денешно време во светот се поретки, тоа си носи одредени искушенија и проблематики, но Бигорскиот старец нема никогаш да ги затвори вратите, така да во оваа прилика исто така на сите оние што подетално би сакале да го видат животот на монасите, би им препорачал да го посетат Бигорскиот манастир.
Што вие како личност и приватно и професионално го сметате за придобивка од снимањето на овој документарен филм? Што може да издвоите како нешто што најмногу впечаток ви остави? Јас верувам дека сите од тимот се здобија со големи духовни лични придобивки. Јас конкретно зборувам за мојата и бев прашан. Иако би сакал да имаат прилика и сите да го кажат, нели, своето, за време на снимањето, наша домакинка која што ни беше доделена од страна на дедо Партини беше сестра Ефимија. Тоа беше човекот што не упатува низ манастирот, не води. Тој е човек кој што е просто неверојатно колку има љубов за сите и разбирање за сите. И кога ќе успеете да ја разберете сестра Ефимија, едноставно ви се раѓа едно чудно смирение. Ставив и не е моја, има една реченица во филмот, ја ставена во сценариото. Свети Серафим Саровски рекол: спаси се прво себе си и ќе спасиш илјадници околу себе. Знам дека е малку абстрактен одговорот, но многу голем дел од работите што се случуваат таму не и служат на логиката на која што ние функционираме, него служат на една друга логика. Зато тоа се малку интимни работи кои што не би можеле толку детално да се одговорат. Што ви остави најголем впечаток? Кои вредности се можеби денес заборавени, а кон кои вредности човекот секогаш се враќа? Во ерата во која што живееме, во секојдневието, од кое што обилно не напаѓаат секакви идеологии во таа една дисторзија од пораки, да го правиш овој филм не беше некакво морално патување ниту кон минатото, ниту кон иднината. Туку беше едно морално патување нагоре, кон вечност. И е стварно едно незаменливо чувство, кое што повторно, морам да го одговорам малку реторички, ако е тоа точно, би ги повикал луѓето да отидат, кои што сакаат, например, вакви одговори, за да можат да го осетат од прва рака, затоа тоа што да го доживее тоа лично. Имено тоа што ние го доживеавме таму не беше наша привилегија, него Бигорскиот манастир е отворен за сите и тоа е едноставно нешто кое што секој има право да го добие својот дел од него. Нормално. Да го добие својот одговор. Да, да го добие својот одговор. Конкретно, за мене, беше едно патешествие кон вистината, кон светлината. И ништо помалку од тоа. Во документарецот исто така повеќе луѓе изнесуваат своји сведоштва за тоа како им помогнал манастирот да се спознаат себе си, да го надминат можеби до тогашниот начин на живот. Манастирот е познат и по своите програми за рехабилитација на зависници од различни пороци. Каков е вашиот впечаток, бидејќи одблизу разговаравте со тие луѓе? Вака, во Бигорски нема тие, оние или вие. Да. Значи, тоа е... Таму си човек. И ние сите луѓе имаме проблеми. Кој поголеми, кој помали. Само што живееме во едно такво време и естетиката на времето е такво, сакаме да ги апострофираме туѓите проблеми, соочувајќи се, нели, чудно на тој начин, доживувајќи ги нашите како многу помали. Затоа апсолутно нема тие луѓе. Јас таму запознав многу луѓе и од тие сите луѓе што живеат во манастирот, кои што не се монаси нормално, затоа што има и момоци. Момоци се луѓе кои што не се од некаква одредена причина, него едноставно работат за манастирот, затоа што Бигорски е навистина голем град. Ја многу често на смеење знам да кажам едно мало градче горе на планината Бистра. И фасцинантно е во православието има една, не знам како да ја карактеризирам, простете ми ако сгрешам, на подобро упатените, дисциплина ќе ја наречам, преумување. Преумувањето е уствари да го умртвиш стариот човек во себе и да се преумиш христообразно во име на љубовта како нов човек
и за тоа е најодговорен. Пак ќе спомнам Дедо Партени, сите тие луѓе, дури и кога има и сцени кои што сум одлучил дека не се доволно вкусни за во филмот, ама па не се страшни, вака, вербално кога би биле артикулирани. Кон тоа ќе ви раскажам една сцена, човек кој што, затоа што таму нема терапии, зависниците кога доаѓаат, иако го прашав на почетокот, добро, како ги лечите, одговорот беше многу едноставен, со љубов. И кога ќе видите еден човек кој што и сам се откажал од својот живот, нели не во смисла да си го одземе, не дај Боже, животот, него едноставно зависноста или маките си го направиле своето, и кога се соочува со проблемите и со вистината додека е таму, затоа што, знаете, навечер кога ќе настапи тишината, ѕидовите во собите стануваат огледало. Не секој сака да се види така каков што е. Бев сведок на една сцена кај што еден човек на вистина во очај се куди себе си, каков бил, што направил и слично, се навредува до таа мера, рони солзи, а Дедо Партени седи до него, рони уште поголеми солзи и на секоја негова навреда му вика: ти си ангел. Само треба да ти ги одврземе крилата. Значи секој духовно се преобразува на некој начин. Да, тоа е и поентата во принцип во православието, да станеме подобри, не подобри од другите, него подобри од себе. Може ли нешто повеќе околу филмот да ни кажете? Дали продукцијата е исклучиво домашна? Колкава екипа бевте на снимањето? Точно на број не ги знам, прилично доста број на професионалци од Македонија се приклучија на овој филм. Главните автори, мислам дека ги спомнав, во оваа прилика исто така сакам да им се заблагодарам не само на продукцијскиот, тоест на авторскиот тим, него сакам да се заблагодарам на сите што допринесоа да се случи, затоа што овој филм е снимен без буџет. Овој филм беше буквално добро, често знаат колеги од странство да ме прашаат: добро, како е да работиш за ништо толку долго време? Кој ти кажа дека работам? Тоа следно да ве прашам, финансиската поддршка како ја обезбедивте? Па едноставно не ни требаше финансиска поддршка. Горивото го покривме сами, нашите хонорари сесрдно, без колебање ги дониравме, никогаш не ни стана збор за некој од нас да побара било какви пари, него да се навратам на она колегите од странство кои ме прашуваат како е тоа 5 години да истераш процес, а за возврат да не добиеш ништо. Ја често одговарам: види, ние за возврат добивме многу повеќе, нешто што не можеме да го потрошиме за време на животот, него напротив можеме да го умножиме, заради тоа што светлината и љубовта се единствените два елемента во нашиот живот што кога се делат се умножуваат. Точно. Ништо за крај да ве прашам, кои се вашите планови за воиднина? Во контекст на филмот? Во контекст на вашите професионални планови. Па дали би режирале, имате некој проект гледан што имате во план? Да, ќе се појави, планираме да почнеме со снимање на уште еден филм за уште еден манастир кој што е под духовно водство на владиката Партени, но за сега не би откривал повеќе. Затоа потоа, сега да завршиме со ова. Ви благодарам многу и ги повикуваме сите да го погледнат филмот на 15 април. Сигурно ќе го доживеат на многу убав начин. Ви благодарам многу на вас за поканата.